Здраво на сите. Добро дојдовте во уште еден наш подкаст кој што го нарековме Тесната брата. Моето име е Дејан и тука како и секојаш покрај мене е Андреј. Пред да започнеме со некоја одредена тематика, прво како и секојаш ќе те прашам Андреј, како си? Super sam hvala na pitanju. Kako si ti? И јас сум супер, фала на прашањето. Нема да се жалам, секој пат се жалам за време, за кичма, метеопатија, али денеска нема. Osim toga sve je u redu, ha? Абе, све е совршено. Je. So sada kod vas je ljeto, ha? Да, лето е, само овие 2 дена паѓа дошт и така малку се менува. Е Aha. менливо е, да. Je, Ама je. ќе почне пеколот, дефинитивно. Okay. Да. Ali vi imate klimu, jel? Да. Нај Имаме клима, али сме сензитивни. Да. Aha. Okay. All right. Okay. Тоа е. All right, Така. good. Okay. O čemu ćemo pričati danas? Океј, јас и ти на претходниот подкаст почнавме една тематика која што се вика Христологија. Тоа е дел од 10 основни доктрини на христијанската вера. Ја и ти дадовме тука вовед што е Христологија. Mhm. Така да казавме дека тоа е учење за Христос, или пак кој е Он, што направил Он и зашто е Он единствениот спасител. Така да денеска ќе продолжиме со Христологија, али пред да почнеме со поучавање, како и секојаш би те замолил ти прво за да се помолиш. Okay, thank you. Dear Lord, thank you that we have this privilege to be able to learn more about the doctrine of Christ. Christology. What a glorious doctrine. What a very, very important doctrine. And therefore, Holy Spirit, we humbly ask you to be our teacher. Would you please teach us the truths about Christ that you inspired in the scriptures? Would you also apply those truths to our lives? Change us, transform us to be more and more in the image of our Lord and Savior, Jesus Christ, in whose holy name we pray. Amen. Амен. Океј. Пред да почнеме, само би сакал да отидеме низ, како да кажам, од 8 точки кои што ја и ти ги избравме, кои се многу битни за христијанската вера, да ги повториме. Mhm. Океј, само секунда се снајдам со ова тука, ако можам. Chirilica, huh? Да, тоа е кирилица и нема да одам од каде потекнува кирилицата, да зборам дали од тука, дали од каде, неуметно. Океј. Така да, јас и ти денеска ќе зборуваме за Христос и неговата вечност, Христос и неговата инкарнација. А за следните подкасти ќе оставиме, ќе зборуваме за Христос и неговиот совршен живот, Христос и неговата совршена жртва, Христос и неговото славно воскресение, Христос и неговото славно вознесение, Христос кој сега се наоѓа од десната страна од Бог, од Отецот и се застапува за нас, и Христос и неговото второ доаѓање. Од овие 8 точки, тука би спомнала само дека е многу важно да се беруваат во сите нив, затоа што сите се они поврзани, затоа што сите тие ни укажува дека Христос е единствениот спасител. Христос не е еден од многуте спасители, туку Христос е единствениот спасител. Yep, very good. And these are very, very key points about Christ. And if somebody doesn't believe one of those points,
then that per Најверојатно, најверојатно не верува во библискиот Yep. Исус, а покрај библискиот Исус не постои друг Исус. Постојат измислени Исуси од луѓето, ама тоа не е Исус од Библијата. Yep. And that Jesus cannot save. Да. Таквиот Исус не спасува, да. Yep. Okay. Okay. So, some people who are listening day on, obviously they're in Macedonia, may be thinking, well, I believe in Jesus. I'm a Christian. Why do I need to know this stuff here? How would you respond? Како би одговорил тука? Па би одговорил дека не веруваат во вистинскиот Исус, во библискиот Исус. Како што ја и ти спомнавме на претходниот подкаст, ја проучував пак, денеска во светот постојат се додале 200 милиони, 2 милиарди и 600 милиони луѓе тврдат дека веруваат во Царот Исус. Проверував пак и пак ми се појави дека околу во христијанските деноминации постојат околу 47.000 до 50.000 христијански деноминации. Сите тие зборуваат за некој Бог. Сите тие зборуваат за некој Исус. Тука што би спомнала, ако не веруваат во библискиот Исус, кој што Бог ни се открил во писмото, значи веруваат во некој Исус кој што не ни постои. И таквиот Исус не може никого да спаси. Затоа што само верата во вистинскиот Исус спасува. Без вистинско познавање и знаење кој е Он, не може да постои спасение. Yep. And again, let's take a look real quick before we get into these first 2 points. Go to Matthew chapter 7. I believe we finished here last time, but just as a reminder for everybody, Matthew chapter 7, as Jesus concluded his famous Sermon on the Mount, look what he said in verses 21 through 23. Deon, you can read and explain it. Океј, вака вели. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во царството небесно, туку оној што исполнува волјата на мојот Отец небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, се мисли на судниот ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме, и зар во Твое име демони не изгонувавме, и нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал, бегете од мене, вие што правите незаконски дела. Oh, I mean, this talks about people who claim to believe in Jesus, but they believe in the different Jesus. And on Judgment Day, when they're standing before Jesus, Lord, Lord, here I am, let me into heaven. He's going to say to them, nope. But wait a second, Jesus. Didn't I do this in your name? Didn't I do that in your name? Didn't I do that in your name? Problem is, Jesus never knew them because they had never truly trusted in the true biblical Jesus. And so this topic, Christologia, is very important to make sure that all of us are believing in the true biblical Jesus, so that when we're standing before Jesus on Judgment Day, he will say to us, welcome home, come in and enjoy your master's happiness. Да. Мен. Тука само би додал дека во 22 стих, за жал, Христос вака вели: мнозина ќе ми речат во оној ден. Не вика, не вели малцемина, него вели мноземина. Yeah. That's a very sobering thought. Да.
So that's why it's important, these first 2 points, to understand them and believe them about Jesus, because the Bible clearly describes both his eternality and also his humanity, his incarnation. Да. Така да јас сега ќе сторам стоп сер, па ќе продолжиме. Yep. Океј. Да, како што спомна ти, многу е важно да се верува во Христовата вечност и во неговата инкарнација. Ја и ти на претходниот подкаст не ми текна дали спомнавме дека во црковната историја на почетоците на христијанството постоела една група кои се викале гностици. Yep. И они ја негирале инкарнацијата на Христос, тврделе дека Христос, затоа што он бил најчистиот еон, не можел да земе тело. И са, ама да одиме тама, само ќе спомнам на кратко за таквите. Апостолот Јован во неговото прво послание ни избори дека секој кој што не верува дека Христос дошол во тело е антихрист. Let's go there and show it to everybody. Yeah, let's show it. Actually, in 2 places in 1 John, right? Да. Yeah, I think it's good to show everybody. Океј. Четврто поглавје, први и втори стих. Yep. Вика, возлюбени, не верувајте му на секој дух. По дух се мисли учење тука во овој контекст. Туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. По ова распознајте го Божиот дух. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело од Бога. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос не е од Бога. Тоа е духот на антихристот, за кого сте слушале дека доаѓа, па и сега веќе е во свет. Yeah. So the the Gnostics, they denied the humanity of Christ, right? Да. In fact, just go to chapter 1. That's how John opens up this letter by emphasizing the humanity of Christ. Look what he says in verses 1 through 4. Okay. Она што беше од почетокот, она што го чувме. So that describes his eternality, right? From the beginning, before any beginning. But also, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа за словото на животот. А животот се јави и видовме и све дочиме и ви го навестуваме вечниот живот кој беше во Отецот и нам ни се јави. Она што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, да и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син, Исус Христос. Тоа ви го пишуваме за да биде радоста ваша потпуна. So that was one problem back in the first century, and it really developed more in the second and third century, but the denial of the humanity of Christ, the denial of his incarnation. Maybe you could explain to everybody, Deon, what the incarnation means? Океј, зборот инкарнација не е реинкарнација, така да луѓето не се збунат. Значи, кога се користи зборот инкарнација, се мисли дека Бог Синот земал тело или се отелотворил. Дошол на земјата во тело, се родил како човек. Yep.
Yep. So he actually existed in a human body. Да. John here says we saw him, we touched him, we heard him speak. Right? Да, So не бил go ahead. не бил привидение или Yeah. дух. Yeah, like a ghost. Right. Yeah. Yeah. So to deny the incarnation of Christ, to deny the humanity of Christ, Мгм. well, that's from the Antichrist. Right? Да. Тоа го потврдува и самиот Јован, апостолот Јован, кој што бил ученик на Христос. Yep. Yep. So that was one problem. What was another problem in the early church? The opposite, right? Другиот проблем бил се негирала неговата божанственост или неговата вечност. Таквото учење се појава со Арија. Yeah. Така да, за жал, во тој период, за жал, 90% и повеќе од црквата биле за Арија. Го поддржавале тоа дека Христос бил создаден. Yes. Yes. They deny his eternality. Right. Now, why don't we go to John's gospel, right? And let's see what the Bible says about Christ's eternality. Okay, да. The Gospel of John, right? Да. Значи во Евангелието по Јован, окей. You can start. Окей. Значи сега читам од Евангелието според Јован, че читам од првото поглаве, че ги читам првите први, втори и трети стих. Yep. Така да, пред да започнам, само би спомнал тука дека апостолот Јован, интересно е како го почнува Евангелието, како да прави паралела со првата книга од Библијата. Creation, yeah. Постанок, да. Така да, сега ќе ги читам стиховите. Така само. Вака вели. По почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога. И Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што стана. Окей? Са, апостолот Јован тука ни кажува за самиот почеток, кога не постоел никаков почеток. Значи, почнува со во почетокот. Значи, пред да постои било каков почеток, беше Словото. Сега, на грчки тој збор, многу луѓе го чуле тука, кога се зборува за Христос, се користи зборот Логос. Логос, yep. Во 14 стих, апостолот Јован ни кажува за тоа слово, вика, и тоа слово стана тело и се всели меѓу нас. Инкарнација. Значи, тука зборува за отелотворувањето на тоа слово. Yep. Значи, во почетокот беше Словото, и како што кажавме сега, и Словото стана тело. Значи, Јован ни зборува за неговата вечност, за оне кој што од секогаш и за секогаш постоел. Беше Словото и вели, и Словото беше во Бога. Тука ни кажува дека тоа Слово било во Бога, бил со Бог Отецот и со Бог Синот, Бог Светиот Дух. Yeah. И вели, и Словото беше Бог. Значи не е створен. Значи, да, не е создаден, него јасно ни кажува дека тоа Слово, кое станало тело, се родило во тело. Јован тука ни кажува, Словото беше Бог. Yeah. Значи, тоа е јасно и гласно. Значи, зборува за второто лице од Светото Тројство, Бог Синот или Исус Христос. Yeah. И сега,
Вели, тоа во почетокот беше во Бога. И сега вели, се стана преку него и без него ништо не стана од она што постана. Јован тука ни кажува дека тоа слово кое беше во Бога, тоа слово кое е Бог, тоа беше во почетокот со Бога и сега ни кажува дека учествувал во се што било создадено. Yep. Вели, се стана преку него и без него ништо не стана од она што постана. Yeah. Very clear. Христова вјечност увек е био дел од Светото Тројство. Пополно еднаков со Бог Отецот и Бог Светиот Дух, исто вечен со Бог Отецот и Бог Светиот Дух, и Бог Синот има како да го кажам сега тоа на македонски, ист во битие и во природа. Yes, yeah, exactly. He has this exact nature, exact essence, exact being with the Father and Spirit, right? The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. We don't believe in three gods. We believe in one God in his being and essence, but three divine, distinct persons within the one Godhead, right? Да. Yeah. Да, така да интересно е дека Јован го започнува неговото евангелие со потенцирање и како да кажам, ни кажува кој е тој Исус. Он ни потенцира тука дека Исус е Бог од вечноста, дека Исус е тој кој што од секогаш постоел. Пред почетокот он бил во Светото Тројство. Correct. So the second person of the Trinity, the eternal Word, 2,000 years ago, came to this earth and took on flesh, right? Да. So question, Deon. 2,000 years ago, who came to this earth? Jesus or Бог Синот, второто лице од Светото Тројство, оној кој што од секогаш постоел, оној кој што нема ниту почеток, нема ниту крај, оној кој што како да self-existent, оној кој што само постоечки, оној кој што е дел од Светото Тројство, кој што е еднаков и со Таткото и со Светиот Дух. Yep. So, listen, dear listeners, what Deon said, he answered the question correctly. Very often we hear people say, and they mean well, but it's not they will say 2,000 years ago, Jesus came to this earth. Is that accurate? Не, тоа не е точно, затоа што он го немал тоа име. Тоа е негово човечко име. Good. Very good. Who came to this earth 2,000 years ago? Бог Синот, второто лице од Светото Тројство. Right. Jesus was born here through the Virgin Mary and the power of the Holy Spirit. Let's go to Matthew chapter 1 just to help the listeners understand, because I'm sure people might be a little confused saying, wait a second. Again, when it comes to Christ, we want to be precise, right? Да. All right. So, Matthew chapter 1. Go ahead, Deon, start reading. We read verses 18 through 25. Okay. Значи, читам Евангелието според Матеј, прво поглаве од 18 до 25 стих. А раѓањето на Исус Христос стана вака.
по свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се види дека е тешка од Светиот Дух. Океј, морам малку да го коригирам овој избор да биде појасно. Се види дека е бремена од Светиот Дух или трудна од Светиот Дух. Yes. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да напусти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија својата жена, зашто зачнатото во неја е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. Right. His earthly human name is Jesus. Да, right? Да. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, или на еврејски Јешуа, што во превод би значило Господ е спасение. Exactly. Very good. So again, if we want to be precise, and again, we want, when we study theology and we talk about God, when we talk about Christ, when we talk about the Holy Spirit, we want to try to be precise. We want to try to be biblically precise. Mhm. So when people say, and I've made this mistake sometimes just without thinking when I'm preaching, yeah, hey, 2,000 years ago, Jesus came to this earth. He was born of the Virgin. Jesus is his earthly name given to him. It is his birth. Да, кога се родил, го добил тоа име. Yes, that describes his incarnation. But it is God the Son, the eternal second person of the Trinity, who came to this earth. And again, look what the angel says, verse 23. Or verse 22 and 23. И сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи со нас е Бог. Boom, there it is. Sa nas Bog. That describes his eternality and his incarnation, right? Да. Би спомнале тука дека му се цитира од пророкот Исаја, кој што пишал 700 години пред Бог синот да земе човечко тело, и он тука ни кажува и ќе го наречат Емануел, што значи со нас е Бог. Фактички, како што спомна ти, се потврдува неговата вечност, дека он е вечниот Бог. Се раѓа како човек. Yes. И тој Бог е меѓу нас. И можеме да спомнеме тука дека ние веруваме во двете природи на Христос. Ние веруваме дека он е вистински Бог и вистински човек. Yes, in the one person of Christ. Во една личност, да. Yeah, right. And again, we see that example to in Philippians chapter 2, and then we're going to do a quiz with everybody. Okay. Philippians chapter 2. You see both the eternality of Christ and also the incarnation of Christ. Philippians chapter 2. Dayon, you can start reading, starting verse 6 through 8. Okay. Actually, you can read verses 6 through 11. Окей. Вака вели. Кој иако беше во Божи лик, се мисли на Исус, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понези, земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понези,
послушен се до самата смрт, смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвуши и му даде име што е над секое име. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отец. There it is. So here in this text you just read, what do we see about Christ? Кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа. That describes his what? Тоа ни објаснува дека е Бог, дека е вечен Бог. И апостол Павле тука ни вика, кој иако беше во Божи лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа, to use that. Yes. Што е еднаков со Бог. Yep. Вика, но сам себе се понези, сегмајќи лик на слуга се изедначи со луѓето. Фактички, апостол Павле тука ни кажува дека е еднаков со Бог, вечниот Бог, не го искористил тоа, се одрекол од некои бенефиции, Yep. не се откажал дека е Бог, да го потенцираме тоа. И земал форма на човек. Фактички, Павле тука ни кажува за неговите две природи. Неговата божанска природа и неговата човечка природа. Yes. Christ's eternality and his incarnation. Кои се многу битни да се знаат и да се веруваат. Now we're going to do the quiz. Okay. Muslims. They say they believe in Jesus. Do they believe in his humanity, in his life here on earth? Да. Do they believe in his eternality? Не. They believe in a different Jesus. Do you see? Да. They say they believe in Jesus. Again, Jesus is a great prophet to them, right? Mm-hmm. But they deny his eternality. Different Jesus. Mm-hmm. In fact, they also say that he never went to the cross. They said a great prophet in Islam would never go to the cross. They said that Judas went there in the place of Jesus. Judah Iskariotsky. Yeah. So the Muslims say they believe in Jesus, but it's a different Jesus from the Bible. What about the Mormons? What do they believe about Jesus, Deon? Они веруваат дека е создаден, не веруваат во неговата вечност, такоđe, и чудното е, мене ми е многу чудно тоа дека верува дека Исус и Луцифер се браќа. Yes, ближници. По така место, да. Yeah. But they believe in Jesus, they say. In fact, their church is called the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So they believe in Jesus, Deon? Не. Они си веруваат во некој нивен, измислен Исус или како се викаше нивниот основач Джон Смит. Joseph Smith, yep, exactly. Different Jesus, not the big Jesus of the Bible. How about the, I can't think of it in English, Jehovah's Witnesses. Mm-hmm. They believe in Jesus. They come knocking on the door and they want to talk to you about Jesus. Тука би спомнал дека ниту они не веруваат во блискиот Исус, дури би спомнал дека може би они се најблиску до арианизмот. Yes. Кој бил осуден како ерес. Yep. So again, Muslims believe in Jesus, but they deny his eternality. Mormons believe in Jesus,
they deny his eternality. They say he's a created being. So do the Jehovah's Witnesses. Mhm. And here in the United States, I think I've shared this maybe with your audience. I know Mhm. you know this. A survey was done here by Ligonier Ministries. Mhm. I think it was like 2 years ago, where they surveyed, ready? People in the church here in the United States, people who claim to be evangelical, people who claim to be Christians, followers of Christ. And they asked the question, what do you believe about Jesus? Do you believe he's God? Or do you believe he was just a good teacher, a good moral man, a good prophet? Dayon, over 50% of people who go to church in this country Mhm. and who say they believe in Jesus, over 50% said, we don't believe he's God. We believe he was a good teacher and a great prophet. Let me ask you, Dayon, what will Jesus say to them on that day when they arrived in front of him on Judgment Day and say, Lord, Lord, here we are. Let us in. Бегете от мене, не ве познавам. So we've seen throughout church history, Dayon, Mhm. people in groups who deny the eternality of Christ. We also have seen people in groups who deny the humanity or incarnation of Christ. They all say they believe in Jesus. But if you deny one of those two, or both of them, it's a different Jesus. Да, да. Тук би спомнал, ми падна на памет дека дел од некоја протестантска деноминација и они така веруваат како Јеховини сведоци дека Исус бил само обичен човек кој што бил крштеван со Светиот Дух и он ни е пример ние како треба да живееме. Yeah. И ние сме само луѓе кои треба да се крштеваме со Светиот Дух и тогаш ние ќе ги правиме истите чуда и знаци што ги правил он. Не, тоа таквиот Исус не е библискиот Исус, затоа што самиот Исус, ако сакаш ќе отидеме во Јован 8 поглаве, Yep. Let's go there and we can finish there. Yeah. Он за себе не кажува дека е само роден тука. Yeah. Он ни кажува кој е он и во Јован 8 поглаве, во Јован 11 поглаве. Yeah. Okay. Yeah. Just go to John 8 and we'll conclude here. Because you're right. So many people say, well, Jesus never claimed to be God. Have you ever read the Bible? Окей. Него читам целиот контекст или само тие стихови? Ајде ги. Yeah, however you want to do it. Окей. Само би спомнал дека Христос имал тука разговор со тогашните религиозни луѓе кои биле тешки лицемери. Yes. И читам од 57 стих, вака вели, тогаш деците му рекоа, уште немаш ни 50 години, а си го видел Амрам. Исус им рече, вистина, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Амрам. Во овој македонски превод е така, јас ќе го прочитам 58 стих како е во оригиналот, вака вели.
Исус им рече, вистина, вистина ви велам, уште пред да се роди Авраам, јас сум. What was he saying about himself? Он тука им кажувал дека е Бог, затоа што он го користил тука името на Бога. Му е писано во Коина, тука пишува его еми. Во еврејски би било Јахве. Yeah. Го употребил светото име на Бога. И не пак, јас сум оној кој вечно постои. Yeah. Ja sam, koi yesam. Right? And are we certain that the Jewish people understood what Jesus was saying about himself? Да, само прво би спомнал тука дека самиот Исус тука ни кажува дека он од вечноста постои и ти си во право, треба да сме сигурни да не фарисеите го разбрале што им кажувал он. Дефинитивно да. Зашто ни вели? Тога зедува камења за да ги фрлат на него. Зашто би фрлале камења на него ако него разбрале што им кажува он? Yeah. Because back then, the law said if anybody blasphemes God, either by cursing God or claiming to be God, stone him to death. They understood what Jesus was saying about himself. The problem wasn't that they didn't understand. The problem is they didn't like it. Да. So, yeah. So good. So as we conclude day on the eternality of Christ and the incarnation of Christ, the deity of Christ, the humanity of Christ, you have to believe both truths. Да. But there's more to come. Да. Окей, ние не отидовме на многу стихови, ние само отидовме на малку стихови. Јас мислам дека се домолни. Само сакав да потенцирам дека постојат многу стихови кои што зборат за Христовата вечност и за Христовата инкарнација, и сега би спомнал, само би додал зашто е битно да се верува во неговата вечност и во неговата инкарнација. Ние веруваме дека он е единствениот спасител, така не постои друг спасител освен него, така да следниот пат ќе продолжиме, ама што сакав да спомнаме, он е спасител. Не ми текнува дали зборавме на претходниот подкаст, се мислам дека не го спомнавме тоа. Само би завршил вака. Сите ние треба да знаеме од што тоа Христос не спасува. Yeah, great question. Зашто ни треба спасител? Така да би казал само дека ние се спасуваме од Бог, преку Бог и за Бога. Сега ќе додадам неколку зборчиња да биде малку појасно. Ние се спасуваме од Божиот гнев, кој што сите ние сме по тој Божи гнев, сите се радеме со исконскиот грев, сите сме грешници, сите сме по тој Божи гнев, заслужуваме пекол. Ние се спасуваме преку Божјата благодат која се открила во Богот човекот Исус Христос, оној кој што од вечноста постои, дошол и се инкарнирал како тело. Ја и ти ќе зборуваме за неговиот соборствен живот и за неговата соборствена жртва. И ние се спасуваме за Божја слава. Amen. So we're saved from God's wrath, by God's grace, all for God's glory. Да. And it's only through Jesus Christ, the true biblical Christ, who is the eternal one, who 2,000 years ago, God the Son, came to this earth, took on flesh to save sinners like us.
Амен. Окей. Фала ти, Андреј. Окей, тука ќе застанеме и на следниот подкаст ќе продолжиме со останатите клучни точки кои што се дел од Христологијата, така да тука ќе ве поздравиме, ќе се видиме на следниот подкаст. Yes. Bye-bye.